во Кичево, компанијата Key Safety Systems објави 1000 вработувања на својата веб страница. Вчера веќе пристигнаа незините представници, денеска се во Кичево, ќе бидат тука и утре, мислам, можеби и викендов, работат на детектирање на сите потребни работи. Она што ни го кажа во синокешните разговори е дека веќе крајот на мај ќе почнат да ги вработуваат првите луѓе. Една група од 30 луѓе сака да ја пратат на обука, а веќе во јуни ќе објават конкурси за поголем број на вработувања. Пред неколку дена украинска компанија за производство на пречистителни станици ја објави својата дефинитивна одлука за вработување на 150 луѓе плюс 50 индиректни вработувања. А мене ме радува многу што и македонска компанија деновиве објави голема бројка, 400 вработувања, и тоа поголем дел во внатрешноста на Македонија во 8-9 различни градови. Тоа е компанијата Сивус, која што е во делот на информатички технологии и софтвери, и навистина ми израдува тоа што не се само странски компании, туку една значајна домашна компанија објави така голема бројка на инвеститори. Тука е и Филип Морис, со кој што го завршивме текстот на договорот. Се чека да поминат изборите за да може собранието на Тутунскиот комбинат во Прилеп да ја донеси одлуката, бидејќи сега според закон не смее да ја донеси, затоа се чекаат изборите, но и самата Филип Морис објави дека се завршени разговорите, така што заедно со оваа нова инвестиција станува збор за некаде околу 8,5-9 илјади нови работни места за само 3-4 недели, што донесува одлука и ја објавија својата одлука.